Поголемиот дел од општините во Македонија не се толку заинтересирани нивните граѓани да знаат како и каде ги трошат јавните пари. Истражувањето на Центарот за управување со промени во рамките на проектот Следење на принципите на јавна администрација во зачувувањето на вредностите на доброто управување покажа дека индексот на транспарентност во сите општини е само 20%. Тоа значи дека на 5 информации кои се од јавен карактер и кои општините треба да ги водат во просек, добиваат само еден. Во 2016 година индексот на транспарентност бил 16%, што значи дека новите локални власти не ја практикуваат транспарентноста на потребното ниво. Резултатот на тој така наречен барометар на веб транспарентност покажа дека општините во просек објавуваат 16% од податоците кои што ги поседуваат, а кои што би требало да бидат јавни и се во склад на потребите на граѓаните. Никако не може да бидеме задоволни дека податоците се објавуваат на општинските веб страни. Ваквите состојби за познавачите на приликите во локалната власт е лоша практика. На општинско ниво тоа на локално нема. Тоа никој нити дава отчет, нити нешто прави. Едноставно, они си се газди паши на својот пашалук, мала општина, голема општина. Како најтранспарентни општини, според податоците од истражувањето на Центар за управување со промени, се покажале Штип, со индекс на транспарентност од 61%, Битола со 55%, Кавадарци 51%, Велес 44% и Охрид 42%. Нашата веб страна е многу транспарентна. На неа може да ги најдете сите информации од што се неопходно потребни. Општина Велес за среќа со години наназад е рангирана во врвот, ако не прва, втора по транспарентноста во својата работа. Важна алатка за зголемувањето на транспарентноста и отчетноста се и начините на кои општините ги нудат своите услуги на граѓаните. Од централната власт воопшто не се задоволни од транспарентноста на општините. Мораат многу повеќе да ги отворат податоците, многу повеќе да бидат отворени кон јавноста, многу повеќе да објавуваат информации да се лесно достапни на лесен начин, на нивните веб страни или дали внатре во самите простори и така натака. Со потешкоти во истражувањето за транспарентност на општините се соочили и партнерските организации на Центарот за управување со промени, ги вршеле теренските истражувања. Тие се жалат дека има општини како Кратово од кои воопшто не можеле да добијат податоци што им се потребни за истражувањето, иако нивната намера била јасна и искрена. Со самото тоа што бараме транспарентност, ја подобруваме и нивната работа и ги подобруваме и услугите за граѓаните. Сегашнава влада се обидува да направи некој навидум пионерски чекори за зголемување на транспарентноста со објавување на дел од фактурите што ги плаќаат во државната администрација. Но таа целосно и намерно ги блокира системските алатки кои треба да донесат поголема транспарентност во општините и на централно ниво. Незапамтена во македонската историја е блокадата на Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер, која прави владата на премиерот Зоран Заев. Така, на 2 мај годинава, за председател на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер, експресно е назначен поранишниот заменик Блерим Исени за председател на Комисијата, но за да ја блокира борбата против транспарентноста и против корупцијата, владата на Зоран Заев не назначи членови на оваа комисија, со што веќе 6 месеци поднесените жалби за барање за слободен пристап до информации од јавен карактер кон општините се блокирани. Нема кој да ги одобри решенијата на комисијата. Од Центарот за управување со промени во текот на овој проект ја проучували транспарентноста на многу општини надвор од Македонија,
каде свеста за информирањето на граѓаните е на многу повисоко ниво. Во позитивните примери во светот, кои што се веб транспарентни, општини кои што се веб транспарентни, дека директно се влијае на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Некои од градоначалниците се свесни колку е значајна транспарентноста. Според нив, чесно е граѓанинот да знае каде се трошат неговите пари кои во форма на даноци и давачки заминале во општинската каса. Транспарентноста е многу важна. Ние сме тука избрани од граѓаните. Постоиме заради нив и треба да им служиме на граѓаните. И граѓаните секогаш треба да знаат каде, колку, како и зашто се трошат нивните пари кои се слеваат во општинскиот буџет. Кога граѓаните знаат каде и како се трошат нивните пари, довербата во институциите на локалната власт се зголемува, а со тоа и заедничкото изготвување на приоритетите на локалната заедница. Целта е документите што ние ги носиме да видат колку што е можно повеќе прилагодени на приоритетите на граѓаните, да не испадне дека ние едно правиме, а граѓаните очекуваат од нас сосем нешто друго. Најбрзо растечки пристап за пласирање на податоци кон заедницата биле веб страниците на општините. Над 65% од граѓаните се информираат преку модерните медиуми, тоа е интернетот, и тоа е процент на популација која што расте. Транспарентноста како јака страна на општината ја потенцираат и од општина Студеничани. Тие во минатото организирале форуми во заедницата за да се утврдат потребите на граѓаните. Тие потреби подоцна треба да станат приоритети на општината. Сега главна алатка за транспарентност им е општинската веб страница. Општина Студеничани се обидува и имаме цел, така поставено, транспарентност пред се. И се обидуваме преку социјалните мрежи, Facebook, Instagram, веб страницата на општината. Секое, дури најмало движење на градоначалникот, секретарот на општината или другите службеници, и дури во семинари, посети, каде што презентира некој од вработените или градоначалникот или секретарот, и советниците на општината, се обидуваме тоа, во истиот ден или утреден да биде објавено на веб страната и на службените страници во социјалните мрежи. Сепак, од Центарот за управување со промени потенцираат дека транспарентноста опфаќа многу повеќе. Општинските веб страни се користат претежно за промоција на профилот на градоначалникот, така да треба да се користат многу повеќе за објавување на податоци кои што се од јавен интерес и кои што ги засегаат граѓаните. За да се постигне поголема доверба кај граѓаните и да можеме да зборуваме за вистинска транспарентност, мора да се промени и структурата на информации што се нудат на веб страниците во општините. Сегашната структура е многу лоша. Она што најмалку се објавува како податок на општините во областа на финансии е извештајот за реализирани јавни набавки, и во 2018 година ова го направиле само 4% од општините. Од документите најмногу се објавувале финансиски документи како завршна сметка или буџет на општината. Околу 70% од општините ги објавувале овие информации на веб страниците, додека најмалку се известувало за загадувањето и животната средина. Така, катастар за животна средина во општините е објавен во само 3% од општините, додека листа на загадувачи има во само 1%.